Почитувани граѓани, почитувани медиуми, се соочуваме со еден од најголемите скандали во здравството во историјата на државата. Министерот за здравство јавно соопшти дека се утврдени најмалку 10 случаи на непотребни кардиоваскуларни операции во приватни клиники. Ова, почитувани, е скандал без преседан, за кој мора да има целосна одговорност, но начинот на првичната презентација на извештајот е скандалозен. Имено како е можно министерот Алију да каже дека комисијата утврдила, повторувам, утврдила, дека операциите биле непотребни, а истовремено да вели дека истиот тој извештај не е финален. Да вели дека затоа не ги објавува имињата на лекарите и клиниките кои стојат за тоа. Прашуваме кои податоци се чуваат за финалната фаза. Дали нешто ќе се менува, што се договара и што се преговара во тој период додека јавноста чека да се финализира извештајот. Ова, почитувани, е крајно несериозно и јасен сигнал дека финалните наоди може да бидат различни. Ваквото однесување сигнализира прикривање и амнестирање на одредени клиники и лекари. Прашањето е кого штити министерот. Ако има утврдено факти, тие мора да бидат јавно објавени. Ако има одговорни, тие мора да бидат именувани. Алију нема право да остави ниту една дамка, ниту една сенка дека штити нечии интереси. Ниту дека некој оди на преговори кај него и во владата, наместо да сноси одговорност. Во овој момент сакаме да кажеме многу јасно. Огромното мнозинство лекари во оваа држава се чесни, посветени и професионалци. Но кога министерот не соопштува каде е направена грешката, кои комисии носеле одлуки и кои клиники ги спроведувале операциите, тој не ги штити докторите. Напротив, ги става сите под сомнеш. Тоа е најголемиот удар врз системот, врз професијата и врз институциите. СДСМ бара веднаш да се објави извештајот, целосно, транспарентно и без криење, во фазата во која се наоѓа сега. Во интерес на јавноста, во интерес на сите пациенти и на здравствените работници, бараме итно објавување на досегашниот извештај со сите наоди, без селекции и без корекции. Објавување на клиниките кои се вклучени во процесот. Објавување на сите поединци кои носеле одлуки за операциите, комисии, конзилиуми, лекари, управители. Активирање на јавното обвинителство, ДКСК и финансиската полиција, бидејќи постојат сериозни индиции за коруптивна вертикала, за недозволено упатување на пациенти и за незаконско профитирање. Да се обезбеди правна и психолошка поддршка за пациентите и за нивните семејства. Овие мерки, почитувани, се единствените логични и сериозни чекори за зачувување на довербата. Во спротивно, се ризикува силен удар врз довербата во здравството и врз лекарите, кои честно и професионално си ја вршат својата работа. Ви благодарам.